И некако ова, молете се да бараме помош, така натака, ме води до денешната проповед всушност. Денешното што сакам да го зборуваме, дека сите се грижат за нешто. Дека секој има некоја грижа. Дека сите имаат проблеми, дури милиардери, дури милионерите, дури сите оние што мислите дека немаат грижа на светот, имаат нешто што ги јаде, што не им дава мир. Ако имате многу, си имате проблеми. Ако немате многу, си имате проблеми. Кога имате малку, имате проблем. Кога имате многу, повторно е проблем. Ако не се проблем од финансиите, ќе биде сопруг, ако не е сопруг, ќе биде деца, ако не се деца, ќе биде светска ситуација, пандемија, не знам си што, човек што ти паркирал на твоето место таму, кај што ти сакаш да паркираш, проблеми ќе има стално и постојано. И што почнеме да зборуваме за проблеми, ако имаме еден проблем, ако имаме два проблема, некако се јаде. Ако ќе почнат да се трупаат повеќе и повеќе, почнуваме веќе да паничиме заради тоа што викаме готово потонив. Загоби, немам што да правам, не знам од кај да победам. И големото прашање за 2022 година, и не се чудете што сум ставил молив што е изгрицкан, затоа што ќе ви текне на времето, кога ќе учевме нешто, ќе ви дадат тест и испит, првото што беше? Не кршете прсти, не јадете телефони, гризевте молив. Тоа го ставим да се подсетат малку постарие. Големото прашање за 2022 година е што ни се спрема. Ајде до 2022 година дури имаме цела недела. Прашањето дека пати е што ни се спрема до утре. Што ќе се случи до самото утре? Што е со пандемијата? Ќе престане, не престанува, ќе оди, нема да оди, ќе продолжи. Што правиме со економијата? Што ќе стане со малските продавници ако Lidl влезе во Македонија? А веќе влезе. Имаат простори, имаат 300 чуда таму. Што ќе се случи вика со малечките простори? Што со и вие додајте. Вие самите си знаете. Има еден куп, што ако, што ќе биде. И може ова сабајле да зборувам онака на начин на кој ќе ве дотепам, да се одите дома и да кажете зашто отидов во црква, порано ќе више да не одам, оди сите лоши вести ми ги кажа. Оти лоши вести колку сакате, да отвориме вестник, да отвориме било кој агрегатор на вестник и ги најдеме, ама сакам малку да зборуваме нешто порадосно. Нешто да зборуваме за иднината за која мислам дека Господ сака повеќе да го знаеме отколку и маките. Мислам дека имаме доволно песимизам, сакам да продолжиме понатака. Ама најбитното прашање што може да си го поставиме, најбитното прашање за кое сакам да размислуваме и ако ништо друго не разбереме од се она што ќе зборувам денес е ова. Ако Бог се грижи за нас во 2022 година, тогаш немаме зашто да се грижиме. Немаме проблем. Ако не му е гајле за нас во 2022 година, што е да правиме, тешко си ни нас. Тоа е премисата од која сакам да почнем. Може би ви изгледа чудно, може би ви изгледа неверојатно, но ако стварно велиме дека веруваме оти постои Бог, ако стварно веруваме дека Бог го има, дека тој го постои и дека се грижи за нас, дека не е некој си таму далечен што не оставил и не го интересираме, тогаш само овие две опции ни се нас отворени во однос на грижата. Ние бараме средина. Јас знам оти Бог ќе направи ама 3 точки. И јас го правам тоа, и вие го правите тоа. И затоа денеска, зошто сакам да зборувам? Сакам да зборувам за две работи, два совети кои прво ги дава Господ Исус Христос и апостол Павле само ги дополнува малку после тоа, ги дополнува и ги дотерува. И одма да кажам овде едно нешто што е многу битно за не сгрешите. Да не сгрешам јас да бидам погрешно разбран. Интелектуално, ние сите викаме Бог ќе се погрижи за нас. Веруваш во Бог? Верувам. Веруваш дека може се? Верувам. Веруваш дека Бог може да ти го реши проблема? Верувам. Ето тоа што не се греши. Како аксиома е добро. Како доказ е добро, како теорема. Ама како реалност, да, ама и почнуваме со нашите маки и тешкоти. И затоа до овие двајца, од Господ Исус Христос и од апостолот Павле, сакам да земеме два совета. И првиот совет е нормално почуваме од Исус. Советот од Исус за луѓето кои се грижат. Матеј 6 глава. Го познавате тоа, го знаете тој текст, отворете го сепак. Отворете си во Матеј 6 и читаме стихови тука таму, нема да го читаме целиот текст. Толку јасно го кажа тој тоа таму, што не може, а да не се запрашаме како ние тоа луѓето не сакаме да го прифатиме. Ова е средината некаде, на она што го нарекуваме проповед на гората. Почнува 5 глава, завршува таму 7 или понатака. И ова е пишувано како за нешто, како Исус направил проповед за пред Нова година. Ако смеам така да го кажам барем тука. Прашањето е дали се грижи за мене.
дали Господ стварно сака да направи нешто за нас. И сакам да ги погледнете. Стих 25, видете што пише. Вика, не грижете се. Стих 27, а кој од вас грижејки се, тие точки, стих 28, зошто се грижите? Стих 31, затоа вика, не грижете се. Стих 34 пак, затоа не грижете се. 10 стиха. Од 10 стиха, 5 пати Господ Исус Христос вика, не се секирайте. 10 стих, 5 пати. Секој втори стих, не се секирайте, не се секирайте, не се грижите, не се јадосувате. Знаете, наша дефиниција за греф е обично таа. Мислам не за греф, за грижа. Прекумерна јадосаност, прекумерно фокусирање на нешто во животот. И мислам дека клучот е претеран. Ние не можеме да не се загрижиме. Тоа ни е дел од тоа како Господ не направил, оди сакаме, затоа садиме, затоа жнееме, затоа одиме на работа. Не, затоа што обработува земјата, за да можеш да добиеш нешто или работа, нешто, да добиеш плата, да можеш да си покриеш трошоци. Па се нервираш ако имаш или немаш доволно и така натаму. Тоа не е проблем. Прекумерната грижа е проблем. Кога веќе, а ќе видиме што значи тоа прекумерна или претерана. Кога таа грижа, кога тој проблем е единственото нешто околу кое ти се врти целиот живот. Кога веќе ништо друго не ти е вишно, само таа грижа е единствената која мене ме затвора и се грижа. И ова веќе, таа грижа тогаш поминува и станува греф. Зошто станува греф? Од две причини. Сакам да ви кажам. Првата е, го деградира Бог во твојот живот. Го преместува. Од прво место му дава 20 место. Ами Господи, прво, пријателите, роднините, другарите, браќите, сестрите, па Господи. Ако никој не заврши работа, ќе се свртиме кај Господ после тоа. Тоа е стандардното тоа што го прават безбожниците. Вика по Господ кога веќе нема друго чај. Ако ние така правиме, ние го деградираме Бог. Од Бог во нашиот живот и се што имаме, го ставаме на полица и викаме фала ти. Ако ништо друго не заврши работа, ти. Затоа ова е греф. Второто нешто е, го изместува фокусот од работите кои се вистински важни во животот. Кога се изфокусираш на една работа, а заборавиш на се друго, многу важни работи ќе ти поминат, нема ни да ги видиш. Ќе пројдат едноставно, нема да ги фатиш, што ти викаш, абе остай, убаво е тоа, се е фино, ќе ми го реши тоа проблемот, нема да ми го реши проблемот, ама ова ми е најбитното, ова ми е најголемата мака, ова ми е најголемиот проблем. Стварно, може ли? Не мора да значи дека е така. Овде. Се додека човек се грижи, се додека грижата ти е центар на се што правиш, ти не можеш да правиш нешто друго. Ајде да размислите последен пат кога сте били заглавени, па размислете. Ајде да видиме повторно кога може да кажеме дека некоја наша легитимна загриженост, така да кажам, станува прекумерна грижа. Кога може да кажеме дека тоа што е легитимно, што е нормално, што е човечко, одеднаш станува грешно. Ајде така, ако смеам да го кажам. И некој напишал 3 ствари. Вели, кога нештото кое не ти дава мир е првото нешто на кое помислуваш са бајлето, кога се будиш, и последното место на кое мислиш кога заспиваш. Тогаш вика, твојата грижа е нешто многу сериозно. Сериозен проблем да ги имаш. Второто нешто, кога тоа нешто, како веќе го викаме, ти е стално во мислење. Сабајле вечери во средина, ако смеам тука да кажам. И третото, кога тоа нешто го спомнуваш во секој разговор. Кога тоа нешто ти е цело време тука. За него со него легнувам, со него станувам, тоа ми е прво, последно на средина и околу мене сите луѓе само за тоа знаат, тоа е целата моја грижа, целиот мој проблем. Ништо друго не е важно, само тоа е важно. Ако тргнеме на овој начин, тогаш сигурно имаме проблем. Сега, уште повеќе, сигурно дека сите ние се наоѓаме тука. Повеќе или помалку, ама тука сме негде. И самиот од себе почнува. И гледате што вика Исус. Вели 3 нешта за кои не треба да се грижиш во 2022. Не требаше ни во 21, ама ево ни во 22 да не се грижиш. Првото нешто, немој да се грижиш за следниот оброк од кај ќе ти дојде. Не грижи се за следниот оброк. 25 стих. Затоа ви велам, немојте да се грижите што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за телото, во што ќе се облечете. Почна со јадење и пиење. Немој да се грижиш што ќе јадеш, немој да се грижиш што ќе пиеш. Лесно е ова. И ова исто и во 31 стих го има истото го повтара после. Лесно е кога ќе отвориш фрижидер и се мислиш што да јадеш.
Тешко е, кога ќе отвориш фрижидер и не знаеш дали има што да јадиш. Тие се двете крајности. Тоа е вистината, нели? Сите сме поминали. Барем сите што ја знам тука сме поминувале јарно и лошо, знаеме дека сме имале, сме немале. Не го зборувам ова само за едно. Лесно е кога ќе отвориш и викаш што да јадам, а другата ќе отвориш нема ништо, па викаш што да јадам. И тоа е за јаде и брза нама со проблем. Пред неколку дена имаше глупав филм на телевизија, јас вртев нешто таму, ги вртев каналите, застренат за момент, слушам нешто и после го кажав на суди, сакам да го повторам. Тројца луѓе собрани, кој од кој, седат на маси и дебатираат за тоа зашто може да бидат благодарни. Едно вика благодарен сум што мајка ми излезе од болница, другата таму нека се вика благодарен сум што живеам, што сум живеал. Третиот вика благодарен сум што седевме, јадевме и ми остана на чинијата храна. Тоа значи дека имав повеќе колку што ми треба. И некој пат и во глуп филм ќе најдете некоја полука. Кога ќе се најадеме, кога ќе ми остане, значи викам имам повеќе колку што ми треба. Па што се секирам тогаш утре што ќе стане? Кога ќе тргнете да одите по улица, ево и сега ми се случи пред некој ден пред мене, човек купил кифл, му пада, се собраа големите на площад. Кој ти си да ги храни, од мојата кифла, твојата кифла што ќе ти падне, ти решил да ги нахрани, колку повеќе па за мене ќе се погрижи Господ. Не ни е лесно да го земеме ова и да кажеме така Господ ќе застане. Ама тоа е. Исус објаснува во стих 24, вика погледнете ги птиците небески, ми сеат, ни жнеат, ни вамба собираат, ама вашиот небесен Отец ги храни. Зарем не сте вие поважни од нив или поскапи од нив? Како ги храни Господ, пак ќе рече? Преку тоа што мене ќе ми падне, преку тоа што тебе ќе ти падне, преку тоа што ти ќе го дадеш, преку тоа што ти ќе го оставиш. Преку некој, преку нешто, ама нема да ги остави гладни. Како Господ ќе нахрани нас? Не знам. Некој пати дава како што не очекуваме, некој пати дава како што ќе очекуваме, некој пати ни дава по заслуги, некој пати ни дава и покрај нешто заслуги, што не сме заслужили. Ама, бидејќи сме сите тука до сега собрани, значи дека никој од нас не умрел од глад. Бидеме најасни. Тоа значи дека можеби не сме имале што сме сакале, тоа не значи дека не сме можеле да бидеме гладни, да останеме гладни, ама значило дека никогаш не сме дошли до таа ситуација, дошла од нож до коска, ќе умраме кон неја. Готово. Реалноста е таа. Длабоко во себе, ние знаеме да се загрижиме дали Господ стварно се грижи за нас. Дали јас вредам за он да се грижи за мене. Дали значам нешто за него, па он е спремен да ми го даде сето тоа што ми треба. И тоа јас мислам најголемиот проблем. Дали јас сум важен во Божите очи. И тука знаеме да се ги правиме неја главите. Јас сум никој ништо, мене не ме бива, кој ме знае мене, веќе никој не ме гледа. Сеќавате пред некоја недела зборував за тоа, кога зборував за работата, едно време бев некој нешто, сега веќе не сум никој, сега веќе мене никој не ме ферма, кој ќе ми помогне ако ја заглавам и така натака, и така натака. Господ вика заборави го тоа. И ќе ви дадам пример, јас сум несовршен, а си ги сакам деца. А Бог е совршен, колку повеќе се ги сака своите деца. Се сеќавате кога Господ вика таму кога вие што сте непоштени, нечестни, вика ќе сакате добри дарови да им дадете на вашите деца. Колку повеќе вашиот Татко Небесен сака да им даде добри работи на свој, на мене и на тебе. Значи да не се плашиме од тоа. Бог ме сака и дури кога грешам, он ќе сака да помогне. Ќе сака да ме врати на правиот пат, може ќе ми шамара, тоа е друга приказа. Ама реално ќе дојде моментот кога ќе сватам дека само без ако не бил Бог ништо не прави. Ова го слушнав од Били Греем за прв пат, иако мнозина го повтараат. Нема ништо што можеш да направиш, вика, за Бог да почне да сака помалку. Јас не можам да направам ништо за кој кажам, Боже, ти заради ова што го направи сега веќе нема да ме сакаш. Оти се грижев, нема да ме сакаш толку многу. Ти веќе не сум пастор, старешина, не знам си што таму, нема да ме сакаш повеќе. Ти не сум на високо место. Бог да даде тоа. Јас ќе те сакам по секој начин. И ако ме сакам, тогаш е одговорност, грижата за него е моја. Тоа не значи пак ќе кажам, ти нема да останеме гладни некој пат, ти нема да имаш што да јадеш и така натаму. Не. Ама значи, оти, кога ќе ми треба, Бог ќе ми го даде и нема зошто да се грижим за тоа. Второто е, освен храната, тргнува вика за облеката. Зошто се грижите вели за облеката? Погледнете ги полските кринови како растат. Крин, цвет, нели? Не се трудат, ниту предат, но велат дека ни Соломон во целата своја слава не се облече така како еден од нив.
Па ако полската треба што денес има, утре во оган се фрла, Бог така ја облекува, колку повеќе ќе стори за вас маловерни? Маловерни е тука на гласка. Цвеќе не трае долго. Бог му дава се што му треба. Луѓето, ајде, траеме подолго од цвеќето. Ама, Бог веќе ќе ви го дадам сето тоа што ви треба. Ние не сме цвеќе, ние сме живи души. Ние сме повеќе од колку само цвет. Живи души. Повеќе ти си повеќе од само кожа, коски, месо и така натаму. Не си парче органска субстанца. Ти си личност која стои пред Бог и Бог вика се што ти треба да те покријам, да те затворам, да не ти студи, ќе ти го дадам. Ќе ти го дадам. Точно пред почетокот сега на богослужбата добив на WhatsApp една порака, ми испрати мој пријател, Марк. Прати една порака од Словачка. Вика, бевме во село, делевме божји пакетчи, точно едно сега, и вика, има тука девојче, кој вика ни дојде босо. Нема челик. И втората сликичка ја праќа од оздола, еден од нашите партнери вика, сврти крупче, се снајде и донесе челик. Како дете ги добило челика? Господ се погрешил. Како? Преку човек, преку мене, преку тебе, преку некој. Ено, не верувате ќе да покажам слики челика. Ја имам во ова. Зошто зборува за јадење? Зошто зборува за пиење? Оти тоа е онаш која ние за секој ден се секираме. Како ќе излезам, како ќе ме видат, дали ќе сум наеден, дали ќе имам доволно, да не останам без нешто што ми е мене важно тука. Христос сака да каже, немој да се грижиш за секојдневните работи. По секојдневието, Бог ќе ти даде што ти треба. Јадењето, пиењето, облеката, тие не се основните ствари, негде каде има да се заслониш, да не си на средулица. Нели тука. И зошто е тоа битно? 25 стих вика, замислете тоа, зар не чини ваша душа повеќе од храната и телото ваше од облеката? Зошто кажа Бог? Храната е важна, ама не е најважното нешто. Облеката е важна, ама не е најважното нешто. Сите сакаме да си купиме нешто ново. Нема ништо лошо во тоа. Никој нема да умре ако не си купи нешто ново. Сите сакаме да имаме изобилство од храна, се што ни треба. Ама доволно е некој пати да имаме да го наполниме стомак. Доволно. Може би ни се чинат тие работи далечни, ама не се толку далечни. Си ги поминуваме. И всушност Господ вика, храната, облеката, оние ситниците, остави ги на мене. Грижи се за оно што е твоето. Грижи се за твојата душа. Каде си ти во мојот однос, во твојот однос со мене? Тој да реши. За другото, ќе си дојде, јас ќе го решам, не се секирам. Бидејќи, на крајот на краиштата вика, немој да се секираш, колкав ќе ти биде живот, колку долго ќе ти трае животот. Тој вика, грижи се ти за битните ствари, небитните остави ги на мене. Кој од вас грижејќи се може на својот раст да му придаде еден лакт? Кој може за 30 сантими да порасне? Одговорот е никој. Кој може да вика грижејќи се? Некој преводи ово го преведува, прават парафраза. Кој може да вика грижејќи се да си го продолжи животот за една минута? За една секунда, за една стотинка? Ајде ли кој од нас може да каже јас ќе си го направам тоа? Рече си ич, никој. И тоа е многу интересно нешто за грижата. Грижата го скратува животот. Грижата не го продолжува животот. Грижи се за да живееш подолго. Не. Грижи се за побрзо да умреш. И затоа Исус века, ти се секира за јадење, за пиење, колку ќе ти биде животот. Престани со грижа ако сакаш подолг живот. На крај живееш. Плюс, јас ти го давам, не ти. Кога ќе кажам до тука беше, до тука. Зашто тој живеел толку, овој живеел оноку? Не знам. Господ си знае. Ама, тоа е. Не може. Бог може да ти даде се, а грижата не може да ти даде буквално ништо. Подолг живот? Не. Храна? Не. Облека? Не. Нема. Тука. Бидејќи во Евреите 9:27 многу е јасно вика на човекот му одредено да умре еднаш. Ај седете се на 2022 година, колку славни луѓе изумреа. Ке ви текне, принцот Филип умре. Така не беше, на 99 години. Цел свет гледаше пренос од погребот. Дасти Хил мисла нека се викаше од Зизи Топ, нешто долгата правда. Многу добри. Почина и он. Готов, отиде. Можеше ли да се го продолжи животот барем за еден ден, за еден саат, да даде се што има, да даде еден замок принцот Филип, па да каже, ево, това замок не дава, доште 15 дена живот. Не може, ништо такво не може да направи. Не може да убиеш подолг живот. Таков е животот.
Еден ден, како што викаше, правиш викајвар, другиот ден вика пееш со ангелите. Ни така е. Вистина е. Не знаеме до кога, не знаеме до како, што би се случи. Можеме да умреме сите од 2022 година. Може да никој од нас нема да умре 2022. Не го знам тоа. Не го знаеме, не можеме да кажеме. Се е во Божите раце. Значи, да се секирам, дали ако нешто лошо ми се случи, дали ако некоја сообраќајка ми се случи, дали ако нешто се случи, е безсмислено. Апсолутно е безсмислено, бидејќи утепај се, грижејќи се, не можеш да го смениш тоа. Патен, нема да ги кажам, ама проверете ги сите култури имаат приказни за тоа кога човекот сака да избега од смртта и оди од еден град во друг град и смртта го наоѓа таму, вика извини, ја мислев таму ќе те најдам, што бараш тука и така натаму. Значи, од смртта не побегна никој. Никогаш, нигде. Не можеш да се додадеш ни секунда од грижи. Фактот што знаеме како верници дека еден ден ќе умреме и ќе бидеме со Господ на небото, треба да ни даде мир. Ние изгубивме луѓе оваа година. Не само ни други цркви изгуби и така натаму, и блиски, и роднини, и пријатели, и многу други луѓе. Ама колку твојата грижа може да ги врати? Не може. Колку твојата грижа ќе ти помогне тебе во животот, оти умрел, ич. Ич. Нема начин да го смениш тоа нешто. Само Бог знае како и кога ќе се случи. И тоа е нешто многу добро. Да ви кажам пример од Библијата. Во Втора царство е и во Исаја. Се зборува за еден цар кој име Езекија. Сега ќе забегам, многу ми е интересен, ама ќе се вратам на темата, не се сегирам. Многу е интересен за тоа што човек беше кој ја следеше Божјата волја, ама знаеше да прави глупости, и во еден момент Езекија направи една глупост, покажа се што има едно, друго, трето пред некои луѓе, па потоа се разболе тешко, па го бараше Исаја пророкот, па пророкот Исаја го излечи, Господ го излечи преку Исаја и му рече: не се секирај, Бог му вика, ти давам уште 15 години живот. И првиот момент кога го прочитав тоа, викам: леле, ова е благослов. Вториот момент кога го прочитав, викам: Господи, ова е страшна казна. Замисли си да си го знаеш денот и часот на твојата смрт. Ево, ти кажам, после 9 години, после 12 години, после 30 години, од денеска од овој момент, ќе умреш. Првите 29 години и 29 дена ти е кај, може би. Ама како се приближуваш, свигаш ако ова вистина, кажеш колку преживам, леле ќе умрам, душата ќе ти излезе од ръцете. Затоа Господ на никој не му го дал тоа, ќе ти умреш до тогаш. Кој рекол: јас си знам, јас ќе те земам кога тебе ти треба, кога ќе може. Нешто многу битно тука, прашањето е што да правиме. Сакам да се вратиме на нешто малку попрактично, точно оваа втора половина. Првото е, Бог знае што ти треба. И затоа во 32 стих вика: зашто сето тоа го бараат, вика, и незнабожците или неверните. А вашиот Отец Небесен знае дека за тоа имате потреба. Колку, што ќе јадам, што ќе пијам, сигурно за живот. Знам дека Господ ти треба. Така сум те создал. Не се секири, ќе ти дадам. Така прават незнабожците. Јас знам што ти е тебе потребно. Што е тоа сето тоа? Оно што спомнате, храната, облеката, сите неопходности. Кој ќе каже некој: Господи, ми треба работа, Господи, дека знам дека се не работа. Господи, ми треба пари, Бог знае што имаш за след. Кој каже: Господи, да имав тоа и тоа да ми помогнеше, ќе се извлече за оваа ситуација. Господи, дека знам што ти треба. Јасно. Сака да му кажеме, сака од него да го побара. Да кажем: се грижам, се мачам, ама Боже, ево ти го на. Земи го, ти прави со него што сакаш. Јас реално не можам да направам ништо. Бог не се чуди кој ќе му каже: Господи, имам потреба. Вика Бог: стварно, извини, не забележам. Не. Јасно му. И затоа ќе ни го даде тогаш кога ќе треба. Тој очекува да го чуеме, да отидеме кај него. И тоа не носи до на второто. Прво Бог, после грижите. Барете го најнапред царството на Бога и неговата правда. И се тоа што го зборува пред малку, ќе ви се придодате. Баре го Бог, баре го царството негово, вика, неговата правда. Со други зборови, врши правда, живеј како што треба, следи го Господа она што ти го дал како пат. Живеј како вистински христијан. Кај јас ќе ти дадам се што ти треба. Не е лесно. Не е лесно кога знам дека моите деца имаат проблем, кога знаеш дека твоите деца имаат проблем, кога знаеш дека овој или он има проблем, само да речеш: Боже, јас се препуштам на тебе. Не е лесно. Факт е, ама друга опција немаме.
Другата опција е да се нервирам за нешто кое не можам да го сменам. Не да го сменам, едноставно нема начин. Нема. Тука. Наше да верувам. Наше да се продолжиме да го работиме она што Господ го бара и нека Бог ни го даде тоа што ни треба, дури кога ни е најтешко, дури кога ни е ужасно. Понатаму Бог вика нема потреба да се грижи за едината. Вели, затоа немојте да се грижите за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден е доволна неговата неволја. Стихов е многу интересен. Прво вика, немој од денес за 20 години што ќе стане. Па и за утре, оти не можеш да смениш ништо. Ама од друга страна пак вика, да секој ден му е доволна неговата неволја. Со други зборови, тој не вика дека денес ќе бидеш без уживај денес оти немаш гаѓање, утре ќе ти биде гаѓањето. Не. И денес имаш проблем, и утре ќе имаш проблем. Ама решавај го денешниот денеска, утрешниот решавај го утре. Денешниот, утрешниот не го решавај денес, оти џабе ти. Не знаеш дали ќе ти дојде утре. Можеш ли грижејќи се за утре, да се разбудиш жив утре? Сурово прашање, но тоа е реалност. Не, помишо така. Што можам да направам? Пак ќе кажам, теоријата е супер. И мене ми е тешко некој пати, често пати, да го живеам, можеш да го зборувам денес. Тоа е фактот. Не ми е лесно, не се геби. Нема потреба да се грижиме за едината. Ако Бог може да го создаде светот за 7 дена, може да се погрижи за мене и за тебе. Ако тој знаел ден 1, ден 2, ден 3 што прави, ќе знае и за мене ден 1, ден 2, ден 3, ден 3 што прави. И така нататък. Но ајде го видиме малку по-практично. Што тоа значи? Ке дојде нова година, ке дојде празници, ке викаме среќна нова година. Супер. Среќна нова година. Што значи тоа? Да немаш грижи, да немаш проблеми, се да ти биде супер, се да ти биде подмачкано, нема да ви биде. Зошто ли така кажал Исус? Бога и светки имате проблеми. Така, што да не се лажеме. Тоа е реалноста, оти ќе ги имаме проблемите, ќе имаме тешкотии. Дали ќе ни биде среќна? Не знам. Дали ќе биде со тешкоти? Ставно не знам што ќе биде. Ама знам дека мора да дојдеме до она не плаши се. Примерна фраза што стално се кажува дека 360 пати има во Библија. Не плаши се. Ако е така, значи секој ден Бог вика не плаши се, не плаши се, не плаши се. Во Филипјаните 4 глава 10 до 13 стих. Е еден многу важен текст што сакам да го заокружиме ова што го зборуваме денес на кратко. Вика, јас се зарадував необично многу во Господ, зашто и најпосле расцветавте во вашата грижа за мене. Вие порано се грижевте, но немавте згодна пригода. Тоа апостол Павле дава контекст на овие во Филипи, на македонците таму. Ова го велат не поради скудност од нешто. Демек не ви викам фала ви многу што ми помагате, па затоа што ми дадовте или ајде да ви убедам да ми дадете нешто. Туку вика, бидејќи се научи да се задоволува со она што го имам. Знам да живеам во скудност, знам да живеам и во изобилство. Научен сум на се и сешто, и сит да бидам, и глад да трпам, и во изобилие да сум, и во немаштина. Се можам преку Христос, кој ми дава сила. Знам како е вика да живеам и со 50 денари, знам како е да живеам и со 5000 евра. Знам како е да живеам со малку и со многу. Се научи вика тука. Се можам преку Христос, кој ми дава сила или кој ме крепи. И тука има една дефиниција на задоволство, која е, мислам, составена од 3 дела. Зошто е битно? Оти ако не си задоволен со тоа што го имаш, вика нашиот народ, нема си задоволен и со тоа што го сакаш. Задоволството прво е уверување, оти имам се што ми треба во овој момент. Знаете што значи тоа? Кога ќе застанеме после ова, да пиеме кафе, да уживам во кафето, а не да викам, леле, колку убаво кафе има овде, ама да знаеш, тамо е многу побаво, иако е 300 денари за шој. Задоволство е да сум уверен дека се што ми треба во овој момент ми е тука. Ова што го имам, ова што го јадам, ова што сега Господ ми го дал, да уживам во него. Малку, многу, ано, лошо, дај да си го изуживам. Второто нешто е уверување дека ако ми треба уште нешто, Бог ќе ми го обезбеди. Нагласката е ми треба, а не го сакам. Јас знам што сакам, ама. Друга ти казвам. Задоволство е сигурноста да нешто ми треба, Бог ќе ми го даде. Бог знае оти ми фали уште нешто, условно шекер по кафето, и кога ќе ми го даде, да видам среќа, да речем, Боже, ти ми исполни мојата потреба. Разбирате? Да не биде само, ако не ми дадеш тоа, ништо, не сум напред. Првиот дел е клучот.
Уверување дека се што ми треба во овој момент ми е дадено, тука е со мене. Јас немам се што сакам, немам и се што ми треба. Нема никогаш да имам се што сакам и се што ми треба. Од цел свет ќе го барам, и повеќе од светот ќе го барам. Ама Бог вика, биди задоволен. Имај доволно. И ова е прекрасно. Кај знаеме дека ова истина? Знаеме затоа што Бог ветил, отвеќе ни ги исполни потреби. Знаеме дека не излажал кога зборува за нашето спасение, не излажал кога зборуваме за тоа што прави за нас, не налаже за тоа дека не ќе се врати, не налаже за тоа дека ни го дал неговиот свети дух, не налаже дека имаме браќи и сестри во Господ, на кои можеме да се подпреме, од кои може да бараме, преку кој Бог ќе обезбеди можеби нешто што ни треба. Се ни е тоа дадено од Него. И затоа може да бидеме сигурни и да се уверуваме, да бидеме уверени, да кажеме сакам да бидам задоволен. И затоа е важен тој принцип, пак ќе кажам. Како тогаш може да се сомневаме дека Бог ќе ни го даде тоа што ми е потребно или што ми треба? И ова може да го примениме во секоја област на нашиот живот. Затоа што реално Бог треба да биде Бог на себе нашиот живот. Ајде да го видиме тој принцип малку како. Задоволството не доаѓа автоматски. Јас задоволство го викам, ама повеќе е како да биде задоволен, да бидеш некако покриен, да ти е се полно равно и така да кажа. Не доаѓа автоматски. Апостол Павле вика се научен сум во овие стихови што ги читав. Не забележавте? Не вика, знаеш, еден ден се разбудив и реков, среќен сум и со бурек, среќен сум и со лепи сон. Не, се научив. И со тоа да бидам среќен. Се научив. Можеше малку јас да се вклучам тука. Зошто е тоа многу важно? Зошто Павле мораше да го научи тоа? Затоа што Бог нема да ја даде таа увереност, тоа задоволство како дар. И да ви дадам еден банален пример од не банален пример, не примерот од мајка и дете. Има период во животот на детето кога доручек, ручек, вечера, се што му треба му го дава мајка. Го дои цело време, нели? Го храни, детето е со мајката, детето ужива, детето има се што му треба. Ќе почне да плаче, ќе добие, ќе почне да плаче, ќе добие. И во еден момент мајката што прави? Во нашиот наш века го одбива детето. Така? Зошто го одбива детето? Не може да го дои на 20 години, не може да го дои на 30 години. Ако тоа дете треба да стане индивидуа, која ќе расте, која ќе може да се радува на себе си, која ќе може да живее и која ќе може да биде личност од која нели ќе значи нешто на другиот, таа личност мора да се одвои од мајката. Тоа е нормално нешто во животот. Мајката е злобна? Воше не, ама мора да го одвои. И тука е вистина. Ако мајката не го одбие детето да го дои, тоа никош нема да порасне. Ке нема доволно мајка за храна. Нема да му е доволно за да може да расте, да живее и да напредува се повеќе. И кога ќе научи да седне со другите, кога ќе научи дека ќе земе цуцлар, кога ќе научи дека треба да земе парче леп во уста и да го чвака, тоа ќе почне да расте. Кога ќе научи човек да биде задоволен со тоа што Бог го дава, кога човек ќе се научи за тоа дека можеме и варно и го лошо, тоа ќе се озре, ќе стане веќе личноста што треба да биде. Иначе не може да порасне. Тоа е просто и едноставно. Во едно време детето не можело да живее без најчината мајка. А сега слободно живее без него, и со него ќе умре. Не му е доволно. Човекот едно време вика дај и во еден момент треба да се научи да каже Господи, колку ќе ми дадеш, јас ќе бидам задоволен со тоа. Или задоволен со тоа. И кога ќе се научам, почнам да растам и Бог ќе ми довери повеќе, затоа што ќе рече те гледам дека го правиш како што треба. Нешто многу важно, среќата зависи од околностите, а моето внатрешно задоволство зависи од мојата доверба во Бог. Зошто е важно? На свадба си, сите се радуваш супер, помина свадбата, сите депресивни. Зашто јас не бев на свадба? Туѓа свадба беше, не беше моја. Готово. Што правим? Радоста е нешто што е од надвор, но среќата може од надвор да дојде. Убаво ни е супер, се. Ама задоволството, јас мора да сум уверен дека се оно што го имам, ми го дал Господ, оти сака да ми го даде. Во 12 стих е тој стих убаво кажа, вели,
знам што е да бидеш во потреба, знам како е да имаш многу. И за не сгрешиме, вика, дали сме најадени или сме гладни, вика, дали имаме многу или изобилство или немаме, научен сум. Научен сум. Павле не вика лошо е да бидеш гладен, добро е да бидеш сигурен. Павле вика добро е и во храна, и во јадење, и во нејадење, да бидеш благодарен и да каже Господи, колку би требало, ти си ми дал. Ништо повеќе. И сега, задоволството се пропира на две вистини. Она дали ќе бидеме задоволни со тоа што Бог ни дал. Прво, Бог ги предоделил сите околности во мојот живот. Не зборуваме тука за предодреденост во смисла дека никој нема право да направи нешто друго. Зборував за таа тема, можете на интернет да најдете проповеди. Ако колкава е нашата одговорност, која е Божјата одговорност, како тие две работат заедно. Ама Бог ги предоделил сите околности во мојот живот. И тука многу важно нешто за нас. Јас не знам зошто некој ќе живее долго и со многу имот, некој ќе се мачи цел живот и ќе умре млад. Јас не знам зошто некој баш кога треба да се радува, тогаш ќе биде земен на земја. Не ги знаме тие работи. Ама Бог ги знае. И не се случиле без да ги направи или да дозволи да се случат. Јас можам само да кажам, Бог си го прави својот план. И затоа, барем за себе зборувам, простете. Јас никогаш не сакам да кажам фраза јас знам дека Бог ќе го направи ова или она во твојот живот. Оти јас не знам дали Бог ќе го направи тоа или тоа во твојот живот. Тоа го знае само и исклучиво Бог. Јас можам да речам, јас сакам да се молам Бог да направи нешто вакво во твојот живот, и според мене, според мојот памет, тоа е најдоброто нешто што може да се случи. А Бог може да има нешто поај. Така што во уста на Бог не му давам зборови тука. Јас не знам што прави. Јас не знам оти Бог сака човек да се спаси, тоа сум сигурен. А понатаму што ќе прави со човек, не можам да кажам. Можам само да се молам и да кажам, ако е твоја волја, направи го тоа. Во стих 12, овој стих го преведуваат, овде е парафраза, го најдов еден од преводите на македонски, вика, ја научив тајната да бидам задоволен. Павле вика, тајна е ова, во смисла, да бидам задоволен со она што го имам и во секоја ситуација. И ова е многу битно. Оти јас сум задоволен сега со оваа облека тука, оти ми е доволно топло. Да ме пуштите сега на шар планина во снег, ќе викам јакна немам, ми фали јакна. Некогаш нашето задоволство и она, викам, доста ми е, зависи од околностите. Павле вика, задоволен сум со тоа што го имам, ама во секоја ситуација, не во ова или во онаа ситуација. Се што ни дава Бог, ќе биде за наше добро. Зошто? Затоа што се грижи за нас и сака да бидеме тука во неговата грижа. Нема среќа. Не постои нешто имаше среќен човек. Не постои судбина, кисмен, късмен, како сакате да кажете. Не постои. Бог го предодел, или го прави, или го допуштил и знае точно што се случува. Нема да не пушти да направи беле, а ние да не знае. Ама тук има две вистини сега кои мора да ги научим. Првата работа е Бог ќе ми даде сила во секоја ситуација да ја извршам неговата волја. Филипјаните 4:13. Сакам да се задржам и тук ги завршам. Се можам преку Христос кој ме крепи. Се можам преку Христос кој ми дава сила, зависи од кој превод македонски ќе го земете. Ама тука прашањето е следното прво. Ако му дозволиш на Бог да биде твој Бог во 2022 година, тогаш грижата може да му оставиме него. Потребите ќе ги оставиме на него. Или можеме да му кажуваме како Бог да се врши работата. Има, што старите црковни отци кажувале една многу проста работа. Тој е Бог, јас не сум. Он се знае како ќе ги води работите. Јас не сум тој што тоа ќе го прави. Значи, се што имам, се што сме, она мало некој таму ситно зрнце песок во целата вселена, што ја знам таму. Бог вика, ти си мој. И сакам се што имаш, сите твои планови да станат мои. И тоа е идејата на Филипјаните 4:13. Овој стих често се вади од контекста. Ќе завршам за една минута. Се можам преку Христос кој ми дава сила. Значи, што ќе направам? Ќе ритнам од пети кат, ќе се молам и Бог ќе ми го направи, се ќе направи. Само што ќе кажеме, се ќе биде. Не е вистина. Контекстот е знам и во армат, и во лошо, знам и во глад, и во беда, и во се можам да поминам, сето тоа го можам преку Христос кој ми дава сила. Тоа е контекстот. Извадете го од контекст, имаме многу сериозен проблем. Тоа не е магична формула. Некоја, јас ќе кажам и тоа ќе се случи.
Павле беше задоволен, не од имаше се, туку баш за тоа што беше во Божјата волја. И вика, Господи, што ќе кажеш, така ќе терам. Како ќе ми кажеш, така ќе одам. Што ќе направиш со мене? Јас си го оставам својот живот тука. Дали ние што веруваме сме поарни од другите луѓе? Не сме. Дали ние што веруваме ќе имаме помалку маки и тешкоти во животот? Не. Вика Библијата, далеко. Што ќе направи разлика? Знаењето дека сме во Божјата волја, знаењето дека Бог како мој татко не ме остава и дека ми ведел кој се ќе направи за мене. По неговата волја, на негов начин. Што ќе значи 2022 година за мене, за светот во кој живееме, за оваа црква, за сите, за секој од нас посебно? Не знам. Ама за мене нешто, дека Господ и 2022 држи во рацете кој 2022. Знам дека тој ќе се исполни својата волја и својот план. Ако јас сите му веруваме, ако се нафатиме, ако го прифатиме ова како вистина, ќе ни биде полесно. Ако не го прифатиме како вистина, ќе ни биде потешко, а пак Бог ќе ни го даде оно што ни треба на негов начин, во негово време, според неговата волја, а наше е дали ќе дојдеме до него преку грижи, маки, нервози, или ќе дојдеме преку тоа што ќе речеме Боже, ево ти го пати како сакаш се. Не е лесно. Не е само теорија. Тешко не е во секој момент од животот да го направиме, ама е можно. Да не беше, Павле немаше да го направи, апостолот Павле, да го направи очигледно.